Добар ден во денешните економски вести на Слободен печат. Денешната моја тема е потрошувачките права, регулативата, поплаките, а моја гостинка е Маријана Лончар-Велкова, председателка на Организација на потрошувачи на Македонија. Добро дојдовте, госпоѓа Лончар-Велкова. Да почнеме со трговијата, затоа што таа веќе станува наша реалност која што зазема еден голем дел од колачот на воопшто на вкупната трговија и на соодносот со традиционалната трговија. Се пазари од домашните трговци, се пазари и од големите платформи. Дали кај вас има многу поплаки и дали се заштитени потрошувачите кога пазарат на ваков пазар? Се повеќе, како што велите и вие, се применува таа трговија од страна на потрошувачите, односно тие онлайн купуваат. Сега поплаки, ќе ви кажам, има, да. Најголем дел поплаките ни се од Facebook продажбата, Instagram или друг вид на продажба, каде што немаме, каде што трговците не се регулирани, фактички не се тука потрошувачите не се заштитени, зашто трговецот фактички не може да го најдат, нити пазарниот инспекторат, нити на друг начин. Оно што ние постојано апелираме потрошувачите да не купуваат на Facebook. Можам да ви кажам дека од 5 до 10 потрошувачи дневно се јавуваат кои што се на некој начин измамени на Facebook. А зошто? Заради тоа што не може да го најдат трговецот, условно речено, тој не е прав трговец, туку е некое физичко лице кое личи на фирма, отвара фирма, наводно, а не отвара. Значи нема регистрирано во централен регистар фирма таква и тогаш потоа се повлекува и потрошувачите своите пари ги трошат на такви производи кои што кога ќе ги добијат или се оштетени или се некој дел им фали или не може да ги спојат или боја фали или друг вид. Не велам дека случаи на оштетени потрошувачи од исто така легални трговци кои што се регистрирани во централен регистар и кои што продаваат и онлайн и офлайн, дека нема. Значи има. Меѓутоа, на тој начин се решава многу полесно спорот, затоа што оваа материја е поместена во Законот за заштита на потрошувачи, договори на далечина, тој дел, и тука имате 14 дена да се врати производот, да се реагира до трговецот, заштитен е потрошувачот. Затоа апелираме, овде не се заштитени, нити имаат гарантен лист, нити имаат сметка солидна, нити можат да се јават негде каде оти трговецот е првиот каде што потрошувачот треба да му се обрати. Сега и тој има рок од 15 дена, 14 до 15 дена да одговори на потрошувачкиот приговор кој исто така сега регулиран со закон. Овде немате ни потрошувачки приговор, ни кај да се обратите на Facebook, Instagram и друг вид на продажба, едноставно имате измама. И луѓето се стално измамени, стално се јавуваат. Сега тие луѓе и тие, нели, потрошувачи го сметаат ова дека е исто како трговија. А не е трговија, знаете. Тоа е фактички голема штета се прави и на легалните трговци кои што сакаат честно да функционираат во онлайн трговијата. И тука работевме со Асоциацијата за трговија на поголема едукација малце на самите граѓани, еден од друг да се учат кои што има грешки, да не прават грешки, малце е намален бројот, морам да кажам. Во овој период, пошто и Државниот пазарен инспекторат реагираше и објави, ние реагиравме, објавуваме стално, нели, на телевизија секаде и малце се стиша тоа дека не е баш сигурно, дека се ризикуваат кога купуваат на овие платформи. А вие прашавте, да, трговијата во светот е зголемена, нели, во поглед на онлайн продажбата. Во смисла на затоа сега и се донесе новиот закон на ниво на Европска Унија, па не е баш ни нов, веќе почнува критики да има од страна на бизнис секторот, пошто има доста и тужби почнуваат да се редат за тој закон. Тоа е врз основа на законот, Digital Market Act или законот за дигитална трговија, дигитален пазар. Во таа насока овој закон многу ги регулира големите платформи. Значи сите од Мета, Facebook, до Google, до Amazon, до сите. Значи тие ги нарекува влоп или многу големи платформи за онлайн купување. Тие се сега, како некој вид го нарекуваат безбеден влез за сите оние потрошувачи кои што купуваат таму. Тоа би значило дека тие треба да водат исто сметка кои трговци ќе бидат кај нив рекламирани, кои преку нив ќе продаваат, оти целата продажба оди преку тој систем на нели платформи, кои ќе продаваат преку нив производи. Не можат како порано да речат па нас тоа не интересира, нели? Они си се рекламираат, они си продаваат, ние зошто би одговарале големите платформи.
Една од такви големи платформи сега станува и Тему, и Шейн или Шин, како ги викаат. Така да, Шин кај нас го нема, меѓутоа се продава на некој начин до други и огромен број инфлуенсери кои што ги рекламираат производите. И ве поттикнуваат да купувате. Сега веќе маркетингот оди најголем дел преку инфлуенсерите у суштина. И они ве тераат да го купите тој производ, да не го купите тој. И многу големи истражувања се правени колку се заштитени потрошувачите. Европската комисија веќе реагираше, значи, и ќе ги казни овие големи платформи кои што имаат вакви производи кои не се безбедни, кои имаат доста хемикали, кои имаат кога потрошувачите поима нема дека е тоа со висока хемикалија, например накитот кој се продава ефтиниот накит, ние тоа го објавивме на веб страната и на Facebook страната. Точно пронајдени кои се, како се, од каде се купени производи. Сака да прочитаат потрошувачите и исто така кабаниците кои што многу се нудеа и се рекламираа и други производи, кондурите, особено нели ѓонот на кондурите кои што е исто така има хемикали. Но тука значи ние како купувачи тоа е наша одговорност затоа што понатаму ништо не можеме, претпоставувам, да направиме во тој домен. Па видете, затоа ние не можеме, па не можат ни европските потрошувачи, што можат да направат? Купиле од таму, им дошол производот, едино е она што ние мора да се информираме, да видиме дека во последно време има доста критики. Заради прекумерното заради брзата мода, така наречена нели fast fashion или брза мода, која што се шири нагло и каде што се купуваат енормен број на производи, се донеки па и ние имавме, затоа имаме и ДДВ сега воведено. А што им прават штета на домашните трговци, тоа потрошувачите наводно не ги интересира, меѓутоа треба да не интересира, зашто се повеќе се зборува за одговорни и потрошувачи, нели, кои што всушност имаат одговорност према животната средина. А знаеме дека текстилот, а особено па тој што има хемикали, се неразградливи. И знаете колкав дури детски труд се користи за да се повлекува толкав голем број на текстил, огромни количини на текстилни целиот свет, за да може да се преработува. Колку е тоа све хемикалија. Че ние мора како потрошувачи малце поодговорно да гледаме. Кај нас уште важи, па баш и слушав и на Балканот воопшто, ако малце се покачи платата, веднаш да се потроши тоа. Значи нема многу голема штедливост кај нас. Во смисла, па чекајте, го имам тоа, зашто би го купил? Тоа беше со Black Friday. Трчаат да ги купуваат производите, после се јавуваат дека не се, нели, во ред. И ве се го спомнавте Black Friday, па не може да не се малку изанализира бидејќи сега беше. Да. Дали имате поплаки во однос на Black Friday, некој поголем брани што забележавте и во однос на цените, игрите на цените, дали може игри на цени имаше, знаете, претходно покачено, потоа намалено, не велам дека нема и честни трговци, нели нормално си ги гледаат, следат цените, си ги гледаат, меѓутоа имаше и на некој начин претерани изјави дека се добивате впечаток во излогот кога ќе го видите дека се е намалено, дека се е на 70%, иако не е. А имаше грешки во самата објава на намалувањето, како да е сезонско намалување, а не е, или како да е акција, да речеме. Тука најголем дел пазарниот инспекторат сега ги разликуваат, нели, законот ги разликува акцијата, сезонската продажба и нели промотивната продажба, кои што треба така да бидат и означени. Овој Black Friday е некако акцијска продажба. Цела недела што трае. Цела недела, цел месец скоро, уште гледам реклами, нели има пишува. Тоа е спротивно на закон, така? Па да, не може 8 дена е, нели, колку што е, промотивната исто така и акцијската, едната е 30, другата е 8 дена, така да не можете вие цел месец тоа да го терате. Можете 2-3 дена да го терате и они го споја со понеделникот, нели? И мислам дека тука имавме доста проблеми во смисла на рекламирањето, на означувањето на производот. А поплаки од граѓани? Треба да е па они не знаат да го разликуваат тоа, пазарниот инспекторат знае кога е направена првата цена, не смее да е предходната, ако е напишан распонот на попустот. И знаеме на што е, не може да биде 70% распон на попуст, ако производот почнал да се намалува од јануари, од февруари оваа година или март 25-та, и сега се намалил од тогаш до сега можда и 70%, да, ама они тоа не може да го објавуваат. За секое намалување на износот на цената е многу добро регулирана во Закон за потрошувач. Мора да стои нивелацијата кога е 30 дена претходно, цената која важела 30 дена претходно, значи, на оваа цена која се ја прикажуваат.
че таа негде ќе биде, ако е 70-50% е намалено, нели уште 20% намалување и тогаш ќе мора тоа така да се прикаже, а не како 70%. Значи тука е фактички најголемиот проблем се уште што го согледуваме ние. Неодамна споделивте информација дека преку ОПМ се поднесени 8 индивидуални тужби на граѓани што платија повисока цена за автоодговорност, откако Комисијата за заштита на конкуренција објави дека има договорено покачување кај сите компании за 5,4% минатата година во март. Дали има нови тужби и дали може некако тоа па да се регулира, да се реши со некоја колективна тужба, затоа што не е фер па едни да добијат, а други да не добијат. Да, убаво го кажавте, ова ние навистина сега многу сме задоволни од онаа постапка на Комисијата за заштита на конкуренција. Ние ова го детектиравме уште во тие месеци кога беше нели проблемот, кога се јави, во рамки на еден месец 15% се зголемија отприлике, после тоа и се докаже цените на автоосигурувањето, нели, кое што е задолжително за секој потрошувач, нели, секој кој што вози кола мора знае дека мора да го осигура возилото, нели? И немате кај да бегате, едноставно тоа е тоа. Вие немате друг избор, немате друга алтернатива. И во тој период точно одреден број на потрошувачи, се кажува некоја цифра од 10.000, сега кои се фирми, кои не се фирми, ние не знаевме тогаш. Меѓутоа ние решивме веднаш да делуваме. Веднаш направивме платформа со сите финансиските услуги, али во тој период најмногу овие беа погодени потрошувачи од осигурителните компании и баравме да се пријават. И се пријавуваат тука на таа платформа наша, меѓутоа ние паралелно со тоа сакавме да не поведуваме веднаш спор, знаевме дека е дадена иницијатива до КЗК, Комисија за заштита на конкуренција, знаевме, ама рековме дека ајде ќе одиме спогодбено да се реши тоа, да им ги врата средствата. И тоа беше една дебата на телевизија, дали ќе се вратат или не, дека не е тоа, дека они се во право, дека не е тоа точно. Ние отидовме настан во Стопанска комора, каде што, мислам, сакавме да се договориме да се вратат средствата на тие потрошувачи од 1400 денари беше некоја цена која што не беше некоја проблематична, меѓутоа знаете кога ќе ставите голем број, кога ќе помножат и тогаш не им се допадна таа идеја и ги чекавме до август да видовме нема тука ништо. Им се јавивме на потрошувачите кои се пријавуваа на платформата, добивме луѓе кои што сакаат да тужат за тие средства, мали средства се обично и колективните тужби се такви. Не се пријавија, ние ги поведовме веќе септември месец, октомври негде отидоа тие тужби индивидуални на овие потрошувачи преку адвокат кој што навистина беше многу за и е уште, нели со нас работи преку адвокатска канцеларија и бевме стварно задоволни многу и од неговата и од нашата работа и целото тоа како се одвиваше. И чекавме што ќе се случува, никој, мислам сите века ајде как нема да го добијат предметот, нема да се добие. Меѓутоа еве се добија предметите на суд, дел се решија спогодбено, 2, дел со пресуда, нели, и правосилни се. За сите има значи. Сега на врз основа за сите 8. Така? Па скоро фатени се сите компании. Сите 8 тужби. Да, нема, некои се во тек. Аха. Некои се во тек, 4 се 5 фактички сега очекуваме, 5 се решени, една одиме на апелација. Они самите одат на апелација, не знам како ќе реагираат сега кога ќе видат, мислам кога знаат дека решението на КЗК е за организирање како картел, можда ќе има тужба нели на од нивна страна, не знам како ќе оди тоа, меѓутоа за нас е ова голема поттик да ние фактички еве сега повторно ги повикаме граѓаните кои што во тој период биле оштетени да не ги достават полисите, имаме платформа онлайн, имаме значи каде што може да ги даунлодираат сите нивни, да ги прикачат сите нивни документи, им се објаснува таму и ние ќе поведеме постапка за секој индивидуално, преку адвокат, нормално, ние самите, иако сме ние овластено тело за застапување на колективни интереси на потрошувачите. Вие точно детектирате дека се работи за колективни интереси, ако така тужиме, замислете ги 10.000 да се јават, нема да се јават нормално, меѓутоа ќе се затрпаат судовите, тоа се случуваше во другите држави. И заради тоа Европската комисија носи директива во 20-та година, која што се нарекува Representative Action Directive или директива за представнички тужби. Ние таа немаме транспонирано.
различна е од она која ние имаме транспонирано во Закон за заштита на потрошувачи. Паралелно, иако старата имаме транспонирано директива по која ние се раководиме, немаме алатка, немаме измена на Законот за парнична постапка. Еднаш кога беше објавено дека законот се сменува, дека ова и ова ќе се, тоа беше уште пред година и поскоро. Престана тоа, разговаравме со Министерство за правда, Министерство за правда рече да ќе се носи во септември измените, еве го сега е февруари, уште немаме измени. Тоа би значило дека македонските граѓани немаат алатка, немаат закон за парнична постапка, барем тој да се донесе со кој што ќе се регулираше оваа колективна тужба и ние, мислам, ќе одевме, ќе ги повикувавме граѓаните и ќе одевме со поголем број тужби да не биде, нели, за едно иста работа, потполно иста, значи да сега водиме постапки во кај 8 суди или не знам, немаше потреба за такво нешто. Се тешка е постапката, треба едукација, треба се, меѓутоа треба да се пристапи кон промена на законската регулатива и да се усогласи со таа на Европската унија. Кои се најчестите поплаки од граѓаните кај вас и еве да ја објасниме воопшто и процедурата, вие 100 пати сте ја кажале, меѓутоа еве уште еднаш едукативно. Добро, поплаките кај нас. Па сега знаете што ние секогаш ги учиме потрошувачите, сакаме да видиме и како се однесуваат трговците. Трговците дали реагираат. Значи првен таму да се обратат со да им се пожалат на нив, нели зошто не е ова направено или не е тоа, или доколку имаат проблем со користењето на одреден производ и да достават потрошувачки приговор. Тоа исто како и претходниот приговор може да биде писмено, усно, по телефон. Најдобро е да биде писмено. Дали по имејл, за да они имаат писмен трак дека доставиле приговор, а трговецот е должен да одговори до 15 дена да им одговори на потрошувачите, значи и да им каже дали прифаќа или не прифаќа. Потрошувачите имаат потоа можност да се обратат до државниот пазарен инспекторат доколку тие сметаат дека и се во право, нели, дека имаат еве и тука можност да делува државниот пазарен инспекторат и да се види во управна постапка како ќе се реши предметот. Секако дека имаат можност, доколку се стварно сигурни, да поведат и постапка судска. Значи тие стојат. Сега и медијацијата не ја спомнав, меѓутоа овие три отприлике, овој круг е. Сега до нас се обраќаат вообичаено, а можеме и ние се обраќаме до трговецот и му велиме на трговецот дека се обрати тој потрошувач и побара од вас да се произнесете за тоа и тоа. И доста решаваме така предмети. Меѓутоа и ние се затрпуваме на тој начин, некако самиот потрошувач треба да види како може да го реши со трговецот, дали ќе го реши или не, ама да укаже дека си ги знае своите права, дека реагира например за производ купен кој што има одредени, нема недостатоци, туку има само не му се допаѓа по боја, по еве дали е гардероба или слично, не е оштетен, не му се извадени пломбите, дека сака да го врати заради тоа што или му е купен на поклон, има веќе таков производ или тој не му одговара. А тоа може во рок од 15 дена да го направи. Доколку производот покажува одредени недостатоци и слично и се работи за технички производ и има гаранција, секој производ има гаранција се до 2 години таа правна гаранција, он може да направи, нели, да се поправи и мора да оди на поправка. Најголемите негодување од страна на потрошувачите, верувајте и блиски луѓе, ја што ги познам, реагираат. Меѓутоа, првото и основно е дека ако си го купил вчера апаратот, било кој, и сега ти е расипан, зошто мора да оди на сервис? Зошто не ти дадат тебе нов апарат? Или дали е тоа мобилен телефон и слично. Правата постапка е дека потрошувачот по собствен избор да, ама не знае трговецот дали е расипан од него или е расипан, донесен на продажба преку уште додека нели од фабричка грешка излегол од фабрика. И тука сега треба да се види, затоа тој сервисирањето мора да се оди и тука е најголемото негодување. Ние ги упатуваме да пробаат да го решат со трговецот, дека може да му се даде нов производ, дека очигледно е дека нешто не функционира, не е расипан од потрошувачот, меѓутоа тоа зависи од трговецот дали ќе инсистира да оди на сервисирање. Сервисирањето не може да трае подолго од 30 дена. А ако се врати производот до 30 дена е добро. Ако не се врати, трговецот тоа треба да го знае, треба да му даде нов производ. И тие сега се цаките, или ако се расипе 2 пати за иста работа, значи, тогаш му следи нов производ, третиот пат кој ќе оди, да е различно,
Значи, трет пат се расипува производот. Ако 3 пати за различно, тогаш е фактички може нов производ да му се даде. Може а ли да 2 пати издвоиме- за исто. Може ли да издвоиме нешто што најмногу? Мислите за нашите најмногу потрушувачи? поплаки. Па тоа е најмногу поплаки тука, овој што ги кажав, повеќе не е толку околу информирањето, означувањето. Не, мислам еве на некој производ, дали е тоа бела техника, дали е мебел, дали е... Па да, имаше за мебел, многу имаше за мебел поплаки, да ви кажам, со граѓаните се значи луѓето купуваат мебел, не може да го добијат, повеќе од 3 месеци станот им стои празен, немаат на што да спијат и сега се жалат, дури стварно е страшно. А овие кои што продаваат мебел, не им се ги зеделе средствата, скоро во целост ги зеле средствата и не им се извинуваат ни со еден подарок. Значи, немаме многу баш некоја, знаеш, корпоративна култура дека тука стварно сега треба да настапи трговецот, рече извинете, стварно рековме во рок. И ние ги тераме во рок од 30 дена ќе се испорача. Ние ги тераме да прават договор. И сега тие не прават договор, фактурата ќе ви ја дадат испораката, меѓутоа на самата фактура ви пишува дека испораката ќе биде и тоа е како договор во рок од 40 дена. Какви 40? Тоа се касни. Тука имаме доста проблеми. Да го заокружиме еве разговорот со колку нашето законодавство е усогласено со европското кога зборуваме за потрошувачките права. Знаете, тука ние морам да кажам дека мораме уште многу да работиме. Потрошувачкото право е многу динамично, многу зависи од меѓусебните односи, односите во трговијата, еве сега дигиталните права, заштитата на личните податоци, вештачката интелигенција, она што се случува. Така да, стандардите кои што го следат законодавството, еве новите закони закони директива не е него е регулатива за безбедноста на производите е огромна и под неа има подзаконски акти за техничка усогласеност на производите да не ги замарам потрошувачите, меѓутоа стварно има многу закони кои што треба да се реагира на нив, да се разгледаат и да се направи и подзаконските акти да се донесат. Законот за потрошувачи веќе треба да се повторно ревидира и да се види до каде е, што е и кои области треба да се сменат. Законот за потрошувачи треба да се направат измени исто така. Госпоѓа Маријана, ви благодарам на овој разговор. Секогаш ми е драго кога разговарам со вас, секогаш има многу информации корисни за потрошувачите. И на вас, гледачи и слушатели на Слободен печат, ви благодарам што бевте повторно со нас.